Институтот за човекови права од декември 2021 година до февруари 2022 година спроведе анкета со 995 ученици во средните училишта од Скопје на тема булинг или врсничко насилство, говорна омраза и дискриминација. Речиси 2/3 од учениците во средните училишта во Скопје сметаат дека има врсничко насилство помеѓу учениците во нивното училиште. Околу 1/3 биле жртва на некоја форма на врсничко насилство во изминатата година. Мнозинството сметаат дека само мал дел од булингот се пријавува, а најмногу се случува во основното училиште. Учениците сметаат дека говорот на омраза најчесто се сретнува на социјалните мрежи и во изминатата година околу четвртина од нив биле изложени на некоја форма на говорна омраза. Повеќе од третина од учениците сметаат дека дискриминацијата е присутна во училиштата, а од нив многумина познаваат со ученици за кои мислат дека биле изложени на дискриминација во изминатата година. Децата жртви на врсничкото насилство, како и оние кои го извршуваат насилството, може да имаат сериозни и трајни проблеми во понатамошниот живот. Децата и младите кои се дискриминирани или третирани неправедно се посклони кон тоа да имаат негативни ставови кон училиштето, пониски нивоа на мотивација и академски достигнувања, поголем ризик да го напуштат формалното образование, проблеми со менталното здравје, осаменост и изолација, да се чувствуваат различно или помалку вредни. Врсничкото насилство, говорот на омраза и дискриминацијата во училиштата ги зголемуваат социјалните поделби, ја поттикнуваат нетолеранцијата и се штетни не само за поединецот, туку и за општеството. Научи повеќе за булинг, говорна омраза и дискриминација преку онлайн академијата на Институтот за човекови права.